најголем интерес привлекува студиската програма индустријско инженерство и менеджмент или така наречен директорски смер. Морам да кажам така. Добро. Тоа во наше време беше организација на производство, се викаше, па го викавме директорскиот смер. Тој што надгледува. Да, тој што надгледува, мислам дека Андреј таму и затоа и го кажав. И да го малце лажам, малце се они паднати, сепак предност во делот на интересот има индустријски дизајн. Значи, пред едно 20 години воведовме студиска програма која што се нарекува индустријски дизајн, која што не произведува машински инженери, можеби зборот произведува несоодветен, затоа што нели студентите не се производ, студенти се колеги и се образуваат кај нас. Значи не образува машински инженери, но образува инженери. Значи они се дипломирани инженери од областа на индустријски дизајн. Но нивните студиски програми се обоени со математика, со механика, со основните принципи на инженерството повеќе, отколку да се целосно насочени кон машинството, и потоа доаѓа она што јас секогаш го викам делот на уметност, она што го носат во себе студентите да можат креативно да се изразат. И за волја на истината, исклучително добро се вработуваат тие студенти, иако не им пишува дипломата машински инженери. Интересно, тоа како архитектура и градежен. Па ние доста соработуваме со нив. Имаме професори од ликовна академија, од факултетот за ликовни уметности. Имаме доаѓаат од архитектура. Во вториот циклус таму имаме малци маркетинг обоено, па доаѓаат професори од економски, да. И имаме прекрасна соработка, убава е студиската програма, па ќе кажам, не е машинство, но е наша и не ја даваме. И си ја негуваме и расте, како и сите останати студиски програми што се. Потоа, како што реков, имаат индустријско инженерство и менеджмент, таа е една од попопуларните програми. Последната година исто така многу популарна, можеби веднаш после индустријски дизајн, беше студиската програма мехатроника. Сега мехатрониката нели е спој меѓу механиката, односно машинство класично порано што го кажувавме, и електроника, електротехника. Самиот збор кажува дека е тоа некаква синергија помеѓу двете тие области. И навистина има задоволство кај студентите што ја студираат студиска програма, а имаат и, да кажеме, убави можности за примена на нивните знаења понатаму, тоа што, нели, кажете ми еден уред што не е мехатроника. Така, еден уред, кажете ми, еве, во ова камерава имаме, сега да имаме, значи има сензори, има давачи, има, ние ги викаме тие давачи, има актуатори, некој треба некакви машини да спои, некакви елементи машински да вртат за пшеници, нешто да направат и така натаму. А на крајот на криштата по патишта возила колку сакате. Не постои веќе возило без мехатронички систем. Да, во него. Изучуваат доста убави работи таму. И тука повторно и тоа се спојува со фейт и со финки се. Па да, во нивните програми се вклучени професори и од фейт и од финки, и тие студенти поднаучуваат она што им е потребно од програмирање и секако она што им е потребно од електроника и електротехника, за да можат да најдат начин да ги поврзат елементите да функционираат. Сега, она што за мене е фаворит последните 7 години е енергетика и екологија. Може би ќе речете се што е ова се, од каде енергетика и екологија. Така го, имаме термоцентрали, имаме хидроцентрали, имаме ветерници, сите тие имаат машински елементи, сите во нив содржат машинство, протоци, струења и така натаму. Сето тоа се учи во таа насока, но се учи во поблага форма, затоа што имаме уште 2 студиски програми кои што е термо и хидро и таму се учат конкретно овие работи. Но зошто велам енергетика и екологија? Мене ми е драга затоа што
е многу модерна темата. Ама таа тема е многу модерна, од која ја бев основно. Ние собиравме весници стара хартија и ги носевме Рециклиран, да, од куќа во куќа. Во тоа време се одеше по згради, по станови, Так. кој ќе донесе на голем одмор најмногу собрана стара хартија за рециклирање. И тоа никогаш нема да биде нешто неинтересно и секогаш ќе има простор да се надградува. А поготоа што сега за вашите генерации има толку многу проекти што ги нуди Европа, што ги нуди Америка, што ги нуди Јапонија. И вие со тие знаења можете да после работите во тие мултинационални компании или проекти од финансирани од други држави и така натаму, така натаму. Значи има што да се научи и за екологијата и за енергетиката. Нормално го спомнавме директорскиот смер индустријско инженерство и менеджмент. Навистина таму колегите се сериозно посветени на давање на знаење на студентите и добиваат сериозни вештини за менаџирање, па има еден дел од професорите кои што работат на оние soft skills, така наречени, комуникација, и ние се вратам на тоа, само ќе кажам, на еден надпревар, многу беше интересно, организиравме надпревар за студентите. Во тимот имаше и од индустријско инженерство и менеджмент, имаше и од возила, имаше од сите студиски програми, по некој студент учествуваше во тимовите, беа едно десетина тима со по 7 студенти, 70 студенти беа натре. И имаше сериозна разлика од начинот на презентирање, која ќе излезеше некој да го презентира проектот кој што не е од таа студиска програма и кој што направиле врвен производ, направиле нешто кое што вака го гледате и викате ова е врво. И кој ќе излезеше некој од индустријско инженерство и менеджмент и чашава ќе ви ја продаеше како нуклеарна централа. Мислам, стварно имаат вештини за таа работа. Така да, знаете, се надополнуваат сите работи и ние соработуваме доста со тие колеги во студиските програми на секоја насока, значи внесени се и од една студиска програма во друга, имаме пренесување на такви. И се наредна студиска програма е моторни возила. Таа е секогаш интересна, еве тоа е студиска програма на која што јас држам настава. Кој не ќе кола? Значи нема, нели, муавет, дали навечер ќе помине некој, дали ќе шкрипне на улица, дали ќе врти подрачна, дали ќе дрифта, дали што и да направи, дали ќе го извади алспогот, привлекува внимание и секогаш имате тема, види го овој, дали е ваков или онако, се да не употребуваме зборови кои што не се соодветни за програмата, но сепак некој ќе дојде, ама овој знаеш вакви гуми, па ова моторот ваков, па чекај ова колку троши, па лепи на овакво на седиште, па кичма крши кој ќе стиснеш газ и така натаму и така натаму. Секогаш актуелна тема. И сега таа е малку иновирана, внесени се внатре овие нови погонски системи, електричните возила, батериите, напојувањата. Има еден дел кој што се нарекува интелигентен транспорт и тоа веќе се работи, тука се веќе автономните возила. Значи ние пробуваме да им дадеме основи на студентите за она како функционира возилото, зошто возилото се држи на патот, а не лебди, или зошто кога ќе ги надминете законите на физиката и ќе излетате со возилото. И зошто? Значи како се држи возилото на патот и така натаму, од што е направено возилото и секако овие новините. Така да тие наши студенти се вработуваат па скоро сите ден по дипломирање, а дури и пред дипломирање во овие импортерите на возила, големите автосалони. Значи они се гладни за нив и најчесто таму завршуваат. Голем дел од нашите студенти заминуваат и надвор на доусовршување. Така. Еден дел од нашите студенти, се зборам за целиот факултет, не само за возила, се во големи светски компании на одговорни позиции.
одговорни позиции, сега се, да кажеме, во своите 40 години од животот. Што е ова? Моторни возила. Именно. Да. Ево да име сега натамо на хидро и на термо, уште две студиски програми, она енергетика и екологија е направена од нив две заедно. Така. Во да не зборам. Не, слободно. Во делот на термиката, јасно ви е, секогаш ќе има занат и работа за секогаш ќе треба минимум да има грејење и ладење, се колку е модерно да зборите за чилери. Па да земете фотоволтаици па да ја греете куќата или да ставите, не знам, топловодни овие колектори Така. за да се загревате или да произведувате струја или све, сето тоа таму се учи. Па во оној делот во хидро се учат хидроцентралите, па како се произведува струјата, ама не само тоа, него едноставно се учат струјењата, динамиката на флуиди, тука се изучува, значи сериозно и навистина можам да кажам дека иако таму има најмал број на студенти, оние студенти кои што таму завршиле сериозно добро проаѓаат на пазарот на трудот. Значи, пак ќе кажам, државава е гладна, светот е гладен за машински инженери. И сега само да не ми се навреди некој од колегите, ако случајно го слушне, да видам кои ги кажавме. Индустријско инженерство, менеджмент, дизајн, моторни возила, термо, хидро, енергетика, екологија, мехатроника. Аус. Да, автоматизација и управувачки системи. Тоа е исто дел покриен од Институтот за хидро и кој што има своја студиска програма, тоа е автоматика. Така. Значи, овде учат и програмирање, исто како доста слична со мехатроника и доста соработуваат. Значи, дел од едните професори се во групата на мехатроника, овие мехатроничарите имаат дел од ова со електроправат, но повеќе се таму пневматичари, ние ги викаме автоматика преку пневматиката, со вентили, со тие елементи, иако сега се сведува пак на она контрола преку компјутер, електроника се внесува и така натаму. Аус ги ставивме и последната, што највише ќе ми се љутат колегите, ја кажеме последна, е материјали, процеси и иновации. Тоа е старата програма за заварување, заварени конструкции, материјали и така натаму, што е исклучително значајна, но еве, дали заради името, наставно студентите не сакаат таму да се запишуваат. Заварување, што ќе бидам ја заварувач? Не, нема да бидеш ти заварувач. Ти ќе бидеш тој што ќе ја спреми технологијата, тој што ќе го каже начинот како ова да се завари без да се направат пукнатини, да трае без да се извитопери материјалот. Значи, да биде ефикасно, која технологија се примени, која техника, какви техники постојат, што е соодветно, кој со кој може да се спојат материјалот. И ние кога збориме за заварување, збориме, земи го на, како викаме, Швајц апаратот народно кажано, и тере апсолутно нема врска, сега се техники на лепење, техники на сполување, со триење, значи има многу што да се научи таму, но веројатно името правеше проблем, па затоа така помладите колеги од тој институт реши ајде да пробаме да го викаме материјали, процеси и иновации, малце да има иновации, ама еве они покажуваат еден континуитет, една стабилност во работењето и нема промена во бројот на студенти.